Добро, прво анализите покажаа дека прашањето на името и договорот од Преспа постигнат со Грција не се причините за неисполнување на нашите очекувани резултати, затоа што на референдумот излегува 669.000 граѓани, гласаа за, потврдно 609.000 и не знам колку уште граѓани. Еве, ако вистинско мнозинство биле против, има можност на овие избори, се изјаснија 319.000 граѓани за Гордана Силјановска-Давкова како кандидат, поддржан од опозицијата и од сите оние кои што беа навистина против договорот од Преспа. И тоа го расчистуваме. Истовремено, завршувањето на Охридскиот рамковен договор во правно-формалниот аспект и законот за употребата на езиците не било причина. И тоа го видовме преку анализите. Зошто еден дел од гласачите одлучија да абстинират, а се гласачи, поддржувачи на 31-та партија или се гласачи и поддржувачи на Стево Пендаровски концептот, посебно концептот Заедно напред, одлучија преку нивното седење дома и неизлегување на гласање да испратат порака на незадоволство кон власт. Од тие, ако се откажале од нашата поддршка, ќе ги дале своите гласови на опозицијата, односно на против кандидатот Гордана Силјановска-Давкова. Како што може да видите дека и Христијан Мицковски со неговите политики е делегитимиран, заради тоа што паднат е со повеќе од 10% од вкупниот број на гласови од последните избори, локалните избори, и не акумулира дополнителен број на гласови, а нашите разочарани гласачи дефинитивно ја испратија пораката која што излегува како врв на таа анализа, а тоа е дека се разочарани од одредени функционери, од одредени политики, кои што мора да бидат коригирани и во делот на политиките, и во делот на функционерите. Односно, не така одговорно, честно и достоинствено сите им служат на своите граѓани. Не се контактибилни дел од тие институции, дел од институциите бавно ги спроведуваат постапките административни, кои што граѓаните ги очекуваат од самите институции. Еден дел од граѓаните кои што добија голема чест да водат институции, да бидат директори, министри, носители на јавни функции, за жал се изгубија во тој дел заради тоа што се отуѓа од народот. Се поставија повисоко, тоа се моите согледувања. Дел од задачите кои што ги добиваат со поставувањето на тие функции не ги завршија. Веројатно, јас знам дека граѓаните не очекуваат за 23 месеци сите од извршната власт да ги завршат работите, но очигледно е тука незадоволството. И затоа најавив промени. Најавив чистка, најавив реконструкции, тие ќе се случуваат, секако штом законот тоа го возможи, од распишување на изборите до завршувањето на изборите. Забрането е секакво разрешување и именување,